Следи го собствениот ритам, ментална сила, социјален баланс, фитнес и уште многу други теми од женското здравје. Сега во ДМ подкастот Женски ритам. Здраво, драги пријатели, добро дојдовте во новата епизода Менструацијата не е избор на подкастот на ДМ Женски ритам. Јас сум Ана Јовковска и многу ми е драго што ќе бидам модераторка на една тема која е исклучително важна и која засега секоја девојка и секоја жена, женското здравје, конкретно менструалното здравје, менструалната правда и менструалната сиромаштија. ДМ како компанија, како општествено одговорна компанија, изминатиот период фокусот го стави токму врз женското здравје и како дел од оваа сеопфатна кампања, веќе втора година поред се отвора конкурс за пријава на проекти кои што придонесуваат за развој и за унапредување на менструалното и репродуктивното здравје. Конкурсот ќе биде отворен до 4 август, што значи дека ве повекуваме и ве охрабруваме да ги испратите вашите проекти, а сите подетелни информации може да ги најдете на ДМ платформата заедно едни за други. Уште на почетокот на оваа година ДМ започна иницијатива која што е насочена кон борбата против менструалната сиромаштија. И чисто да расчистиме, кога велиме менструална сиромаштија, тука не го земаме во предвид само економскиот, исклучиво економскиот аспект, туку станува збори за недостаток на информации, знаење, едноставно недостаток на едукација, се што е поврзано во однос на менструалното здравје и менструалната хигиена. И уште една работа која што ми е исклучително важна, тоа е дека меѓу другото ДМ долгорочно ги намали цените на ЈЕСА менструалните производи во склоп на секогаш поволно концептот, се разбира за да бидат достапни за секоја девојка и за секоја жена како пристапни или до средства за менструална хигиена. Во денешната епизода на ДМ подкастот Женски ритам ќе зборуваме токму на оваа тема, чии што поими би рекла дека можеби не ни се на сите до крај јасни или се уште за жал понекогаш остануваат како табу тема. Би сакала да ги представам моите денешни гостинки, Јана Коцевска, извршна директорка на Ти-Тинг. Јана, добри дојде, одиме на ти, бидејќи на тој начин ќе ги срушиме бариерите и се надевам дека отворено ќе зборуваме за се што секоја жена и секоја девојка ја боли и ја допира. Може така, нели? Подкастите се со идеја да ги срушат тие формални бариери. Токму така, фала на поканата. Фала ти за прифатената покана. Примариус доктор Искра Дукова, специјалист гинеколог акушер на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и меѓу другото и представничка на МАГО, на Македонската асоциација на гинеколози. Искра, добре дојде. Малку ми е чудно со докторка на ти, ама се договоривме дека ќе се интимизираме на тој начин за да бидеме поотворени една со друга. Прво благодарам за поканата, а најпрво сум жена, а после тоа сум и стручно лице, кое што и мене ме засега оваа тема секако. Ти благодарам за присуството и Сања Арсовска, актерка и активистка, од неодамна и продуцентка, Сања, нели? Да, благодарам на поканата. Многу сум среќна што денеска сум во вакво друштво и ќе збориме со една исклучително важна тема. Да, исклучително важна тема и нели по некаков логичен новинарски редослед би требало да почнеме да ги објасниме стручните аспекти на денешната тема менструацијата не е избор, ама ми се чини дека сакам сите доедна да почнеме со нешто лично, со некакво наше искуство кој што ќе направи некаква просто емоционална идентификација со секоја слушателка и секоја гледачка. Би сакала да споделам неколку лични општествени табуа за менструацијата, а вие претпоставам ќе се најдете во некој од нив. До пред неколку години вели една девојка во локалната продавница кога некој ќе купеше влошки, ги замотуваа во весник, бидејќи да се прозира најлонската кеса е срамота. Сте имали ли искуство кога сте си носеле весник со вас или некаква потемна кеса за тоа да не се забележи, просто да не е видлив менструалниот производ? Па во суштина тоа вака од разговори со наши пријателки, блиски, роднини и така натаму знаеме дека било случај, поготово во некои средини каде што живеат помал број на население, така што се случувало, сум се сретнала со тоа секако. И секога го зборуваме ова, значи не ве прашувам денес како се чувствувате веќе оформени, самоуверени жени, значи личности кои што се прифаќаат себе си и кои што имаат развиено родова култура просто кон овој аспект од женското здравје. Сетете се да речеме и на тоа кога сте биле помали, понесвесни за многу работи. Искра? Помали, понесвесни. Може во минатото она што сме го гледале дома од нашите мајки и од женските припаднички во нашите семејства, како се однесувале према тој момент на менструација и грижата за здравјето во тие денови, така најверојатно и сме ги делеле истите искуства со нив. Факт е дека во минатото, не е само во минатото, и денес, значи менструалните предмети за менструална хигиена се уште не се даваат така да бидат. Дури некаде ќе те прашаат дали сакаш посебна кесичка
да Да, земеш ми се за да случило и можеш, мене во продавница, дури да. и сега мене ми се случило да ме прашаат дали ми треба посебна кесичка за тие работи. Најбитно од се е тоа што ќе не информираат, што ќе добиеме информацијата како понатаму. Клучна. Да. Да. Сега е мојот ред, да. Па јас кога кажа за минатото, ја имав среќа, татко мене ми купуваше влушки, така да не знам како било вакво во минатото, ама да, тој сакаше да партиципира и на еден начин, така што не сум го имала тој впечаток, а веќе како возрастен човек сум прееманципирана, така што прво јас не дозволувам тоа да биде нешто представено како нешто срамно или нешто Како некакво невообичаено, табу. за да имам срам или да некој да ми понуди или да побарам сама некаква покриена кеса. Одамна ми се случило мене момче на кој што му делегирав да купи менструални производи, конкретно влошки, да ми рече, ама мене ми е малку непријатно во продавница. Сега зборувам за пред 20 години, ама не е дека не сум имала и јас такво искуство. Од мој роднини искуство, машкиот член, мало детенце беше тогаш, ова пред 10 на 15 години, се уште мисли дека на негова 15 годишна возраст дека купува салфетки. И оди во продавница да купува салфетки. А не знаеш ништо за што служат тие. Да, салфетки личат, бога ми. Салфетки. Јас имам 7 годишно дете, момче, и се разбира дека влошките се дел од интериерот на купатилото. Ме прашал, се заинтересирал, ме прашал, се најдов в себе си, нели сите ние мислиме, але многу сум еманципирана, точно знам како да ги објаснам работите, ама во еден таков деликатен момент се најдов в себе си неподготвена да имам одговор на прашањето. И тогаш си реков, на сите нас не треба едукација. Се повеќе треба да се зборува на вакви теми, затоа мислам дека се многу важни подкасти од овој тип кои што ги отвараат, кои на некој начин се обидуваат да малце подкршат нешто од тоа менструално табу. Не е проблем само еманципираност. Јас сум стручно лице кое што би требало најдобро тоа да го објасни, а имам 2 годишна и 5 годишна ќерка и нормално исто е дел од интериерот во нашето купатило и се судрувам со моментот како да го објаснам, но едноставно природно доаѓа тоа. Значи со едноставни зборови некои кои што на соодветни на возраста се кажуваат работите. Не се крие. Да, апсолутно дека не се крие. Значи природно ми доаѓа мене да не се крие, него согласно со возраста на не знам, детето еве што го имаме, Да се најде начин. едноставно да се најде решение и да се објасни со некои зборови како што е. Кај нас служат и за креирање на уметнички дела исто така. Така. Океј. Добро, баш сте креативни дома. Не знам, во моето окружување никако како да се подразбираше. И токму затоа, бидејќи тоа се подразбира, не се обрнува посебно внимание да се објасни нештото, а мислам дека е многу потребно. И тука не секогаш ја гледам одговорноста кај мајките и кај женските членови на семејството. Да, важно е тие да го посочат, но мислам дека треба во училиштата, кај матичните лекари, тие малце повеќе да се заангажираат, затоа што не може да очекуваме дека сите мајки и жени, нели, знаат точно што да пренесат. И мислам дека во школството, во стручните служби, на педагози, психолози, треба да ги зборуваат овие работи не само со девојчињата, тука и со момчињата. Ја ова што го потенцираше многу добра поента, значи не може одговорност и вината да се префрли само кај мајките или кај родителите во домот, потребна е една системска поддршка, но истражувањата покажуваат еве вака, дека најголем дел од девојчињата и од жените зборуваат со мајката или со старателката за искуството поврзано со првата менструација, секоја пета со другарка, секоја 10 со својата сестра, а стручните служби во училиштата во тој контекст за жал се уште не се препознаени како некаква сигурна или комфортна позиција на која што ќе се обратиме. Така што ова е уште една тема што може да отвориме малку и подоцна во овој еден час разговор. Уште едно од личните табуа или обштествени, едно девојче вели во основно и во средно училиште колективно го користевме изразот дојде тетка ми од Швајцарија. Наместо, нели, имам менструација. Сега не знам како стоите со роднините од странство, ама мислам сте слушнали вакви дури просто Јас имам и небулози. по-лош пример, на пример не сум чиста. Значи има поголем број на пациентки знаат и да се изразат на тој начин кога доаѓаат на гинеколог нели за преглед, го имаат оној термин користење на не сум чиста. Да, тоа е таа културолошка одредница која што низ нашата традиција за жал се уште
се провлекува и во современиот контекст на живење, па се уште жени, значи и ден денес ваши пациентски знаат тоа така да го асоцираат, нели, менструацијата како нешто нечисто, па би стигнали до таму дека, нели, кога жена има менструација не треба да држи бебе во раце, некакви такви Или да се мие, да Така не што- влегува во црква. да не влегува во црква. Тие се некои општествени карактеристики на ваквите состојби. Тие пациентки така кажуваат затоа што културата тоа им го налага. нели? Дефинитивно е некаква стигматизација. Дефинитивно, Да. не само кај нас, во цел свет. Да, да, тоа е секако. стигматизирано. Да. И потреба има ненормално да се дестигматизира. Значи не е само нашата култура и овие ние што ги имаме како искуства некои и како жени и како нели стручни лица што доаѓаат пациентите. Значи секаде, секоја култура во светот има еден начин супремирање и стигматизација кон моментот на менструација и жена во менструација. Дури онаа фраза имам женски проблеми. Да. И јас како помлада сум знаела некогаш да изговорам. Јас лично сум го користела. А исто за физичко образование, кога со прв ден добиено на физичко и не си способен да вежбаш, кажуваш на професорот не сум способна. И тоа беше термин кој што ние во средно го користавме за да кажеме дека во моментов не сме способни да извршуваме физичка активност. Да. Сега Сања кога спомна физичката активност, часовите по физичко, ми дојде веднаш асоциација за твојата професија, ама ајде малку подоцна ќе зборуваме за тоа, бидејќи актерството како професија која што е толку специфична, на која што нели треба да владееш сцената со менструалниот циклус во комбинација, би сакала после и за тоа твое искуство. Ајде да фатиме малку дел и од стручниве аспекти, значи тука со докторката. Прво чисто прашања кои се можеби постручни, но ако одиме со покус и одговор чисто како некакво разјаснување, мислам дека ќе бидат корисни на нашите слушателки. На почеток, значи менструалниот циклус. Што се поминува женското тело во текот на еден месец? Менструалниот циклус е еден природен, нормален, здрав феномен, значи процес физиолошки кој што се случува специфично за жената. Тоа е една серија на настани кои што се случува на циклично ниво, може да трае од 21 до 35 дена, со некоја просечна трајност од 28 дена, каде што се случуваат одредени хормонални промени во организмот, да кажеме во една деликатна комуникација помеѓу гениталните органи пред се јајниците, хипофизната жлезда, хипоталамусната жлезда, каде што се одвива еден процес кој што е многу битен во однос на репродуктивниот процес како еден од највлијателните и најбитни есенцијални процеси во човековото тело, тоа е состварувањето нели на репродукција. И сега она што ги прави промените во телото, значи за да дојде да кажеме до сите да се објасни на еден начин, можеби е подобро да се подели на тие некои фази каде што одредени хормони имаат своји поголеми влијанија или помали влијанија. Можеме да го поделиме на еден циклус кој што се јавува на јајниците, циклус на матката кој што се јавува. Тој циклус на јајниците всушност започнува првиот ден од самиот циклус, почнува со менструацијата, со менструалното крварење, потоа трае колку што трае, за потоа да заврши и повторно да отпочне со првиот ден на менструација. Во почетокот, јајникот има така наречена една фоликуларна фаза, каде што тие едни фоликули кои што ги има во самиот јајник и ги содржат нашите јајни клетки, кои што нели со тој потенцијал и бројка на јајни клетки секоја жена се раѓа. Во текот на таа фоликуларна фаза, под влијание на фоликулостимулирачкиот хормони, естрогенот и прогестеронот, че тие растат фоликули, кај што еден е предоминантен и треба поентата е до една фаза на половина на циклусот, да кажеме од прилика од 11 до 15 дена трае тој, се ослободува таа јајна клетка од јајникот во абдоминалната празнина и треба да биде оплодена. На местото на јајната клетка, каде што се ослободила од јајникот, под дејство на хормоните, настанува така наречено едно жолто тело, кое што очекува ако настане бременост, да ја поддржи таа бременост. Но, како што нели секој менструален циклус не се оплодува таа јајна клетка, на крајот од тој циклус имаме нагол пат еден на хормоните и на естрогенот и на прогестеронот, кај што всушност тука може и да се на овој нагол пат на хормони да се опишат и симптомите предменструални што се јавуваат за на крај да настане таа менструација. Во исто време, фоликуларната фаза на јајникот, каде што нели
треба да се ослободи јајната клетка, имаме една фаза која што се вика пролиферативна на матката, тоест на слузницата на матката, каде што таа расте под влијание на хормоните и се припрема за ослободување на јајната клетка да ја прифати, а потоа во втората фаза или пролиферативна фаза, каде што таа ќе ја прифати јајната клетка и ќе биде основа каде што ќе се оформи бременоста и ќе остане во самата матка. И на крај оној нагол пат повторно на хормоните на естрогените и прогестероните, каде што всушност ќе се случи менструацијата. Оно што значи тоа на телото, да кажеме, во тој прва фаза на циклусот, имаме да кажеме предоминантни симптоми како влијание од естрогенот, нели? Тука имаме повеќе енергија, повеќе сме спремни за физички активности, имаме подобро расположение. Значи повеќе работи може и самата жена да изврши, да направи под влијание на предоминација на тие хормони. Потоа имаме таа една средина на циклусот околу 14-тиот ден која што е овулацијата, имаме зголемено либидо кај жената и низа други симптоми кои што би ја препознале овулацијата и имаме таа една после фаза пред добивање менструација или лутеинската фаза што е, каде што под влијание и предоминација на прогестеронското влијание имаме една не тера организмот да бидеме позабавени, повеќе да се одмориме, имаме еден замор така наречен, кој што всушност на крај при тој нагол пат на естрогенот и прогестеронот ќе ги почувствуваме тие така наречени или пременструални симптоми и ќе настане самото крварење или менструацијата. Пластично во овие краток можност би се опишало тоа така некако. Секако клучни се овие медицински аспекти, но мислам дека во интерес на дискусијата можеме да правиме некаков микс меѓу да речеме биолошкиот детерминизам и од друга страна социјалниот контекст на општествените, културолошките да речеме поимања на менструацијата. Јас сакав да се вклучам сега Искра кога ја слушав, така што ако планирате Маунт Еверест да го качувате, во која фаза менструација? Првите 3 месеци од бременоста. Или во првите 3 месеци од бременоста. Има еден мит, има еден мит меѓу руските гимнастичарки, мислам ова е нешто што трае веќе со години, дека тренерите на руските гимнастичарски кои ги спремале за олимпијади намерно ги оставале, ги затруднувале, ги агитирале гимнастичаркиве да останат трудни затоа што во првите 3 месеци имаат не знам какво хормонално раѓање и поголема способност за да постигнат поголем успех на надпреварите. Се обидував да направам ресерч на ова, се уште немам никаков одговор. Запознав луѓе кои што ќе се бават снимаат реално таков филм за една гимнастичарка во СССР. Документарен? Не, играна серија всушност треба да биде, да. Ама базирана врз... Да, и они се уште се во тој процес, али мене ми беше тоа гениален податок дека не гениален во смисла на добар, туку во смисла дека вау. Која жртва. Да, фрапантно, страшно дури звучи. Јас сум слушнала голем дел од спортистките кои што кажуваат дека при важни надпревари, кога фиксирани датуми се во прашање, дека го поместуваат циклусот во интерес на физичката. Јас сум бивша спортистка исто така, кошарка јам тренирано, така да знам точно што значи во која фаза од циклус сања перформансите во смисла на представи, кога имаме повеќе енергија. Има работи кои што се случуваат што не се зависни од тоа. Да, факт е дека постои начин на планирање на тие работи заради физичкиот перформанс во одреден дел од циклусот дека може да е подобар. И тука може да помогне медицината, факт е во тоа, но мислам дека повеќе тука станува збор за еден склоп на индивидуализација на секоја една жена, како се чувствува, како поминува низ циклусот, што и е потребно и дали може или би требало некако во смисла медицински да се помогне во однос на тие симптоми. Милион студии има кои што се направени и потврдуваат во однос на физичкиот перформанс или тоа што можеме да го направиме физички со телото, дека е подобро во првата фаза од циклусот отколку во втората фаза од циклусот и во фазата на менструација. Има многу исто така дилеми околу тоа дали менталниот перформанс, значи когнитивниот и бихевиоралното однесување, дали има врска. Ментално нема разлика, али во однесување, во разлика од симптомите, од расположението, исто така има голем импакт или влијание. Така да самата жена знае што и треба, зошто и треба и затоа е многу битно знаењето и информирањето, смисла
кога што се случува во менструалниот циклус, а и тоа да биде нотирано и заведено, за да може, ако треба, да побара помош од стручно лице да помогне за тие работи. Јас би сакала да се вклучам. Мислам, ајде веќе кога почнавме лично да збориме, рете да си кажеме у која фаза сме. Јас сум во PMS, така што бидете нежни. Се зезам, не. Некако јас, во моето искуство е дека и така действуваат менструалните фази и на интелектуалниот наш капацитет и менталниот, затоа што тогаш се чувствуваме тажни, се чувствуваме, нели, помалку вредни, вознемирани, нервозни, индиспонирани некако. Имено затоа и во јавноста, мислам, во културата остаја таа има PMS, така, нели? Затоа и се тие развиени. Треба да сватат сите дека треба да се нежни према нас во тие периоди и јас си кажувам, јас искрено тоа го правам во моето секојдневие, дома на блиските барем. Остаеме овој период, не ме чачкај. Да, имав другарка која викаше јадам луѓе овие неколку дена во PMS-ум. Така. Сега вака да не останам покусот дека не сум се пожалила. Докторката, јас имам 42 години, можеби сум веќе во перименопауза, плюс прв ден од менструација. Значи денеска бидете нежни. Рековме. Добро. Не може да етикетираме и да кажеме дека се случува само врз основа на возраста. Јасно, да. Перименопауза или нешто тако, али нели, имаме жени кои што на 42 стануваат мајки, имаме жени кои што на 42 години немаат менструација и веќе се во посменопауза. Да. Но се е во на нормален физиолошки рамки кои што треба да се случуваат работите. Некаде имам читано дека всушност и перименопаузата нели не може точно да се одреди за разлика од менопаузата која што како 12 месеци после завршување на прв циклус така се рачуна. Да, но пред да го одговорам тоа би дало на варијантата што значи менструацијата, кога се добива и кога завршува таа. Значи со одредени хормонални промени кои што се случуваат во организмот во пубертетот, всушност да кажеме некоја средна возраст од 12 години се добива првата менструација или во терминологија кажано тоа е менарха. А менопауза е последната менструација која што не може точно да се дефинира и се отреди, само ретроградно може, тоест ако помина 12 месеци Така. без менструација, тогаш може ќе кажеме дека таа е последна менструација. И се имаме една широчина од 30 до 45 години, каде што жената цело време менструира, така? И имаме фази каде што е многу битно да се имаат тие информации, да се знае што се случува со телото, особено во првите неколку години од менархата, од првото добивање менструација, до последните тие години, перименопаузални години што ги зборуваме, затоа што всушност тука настануваат најголемите флуктуации на хормони. Кај првава фаза, заради таа несоодветна или незрелост на таа оска помеѓу јајникот, хипофизата и хипоталамусот, кај што има најголем број на циклусите се ановулаторни и да кажеме во овој период кога девојчето ќе добија менструација, очекува нели се да е нормално, но во тие први 2-3 години можеме да имаме и продолжени абнормални крварења заради тие ановулаторни циклуси, може да се јават цисти хормонски, така да многу е битно да се знае и да се информира што се случува во тој период и оние последни години од менструирањето, тука одговорен би бил јајникот, пошто тој губи својата функција и оваријалната резерва и настануваат тие недоразбирања помеѓу јајникот и мозокот во однос на секретирањето на тие хормони и тука заради зголемен број на тие ановулаторни циклуси настануваат тие абнормални крварења кои што можат и многу да попречат во секојдневно функционирање на жената. И психолошкиот аспект на се ова ако го отвориме, значи 12 години како некаква просечна возраст за прва менструација. Јас лично својата прва менструација, првиот циклус го добив на 12 години и тогаш имав чувство дека сум многу мала, дека некако сум понапредна од другите. Иако сум јас дете на двајца лекари, од кои едниот гинеколог, значи иако ги имав потребните, да речеме, или сум мислела дека ги имам потребните информации, сепак чувството мое беше дека нешто се случува во моето тело што јас не можам докрај да го разберам. Просто некако се осеќав несигурна, некомфорна, на моменти и малку збунета, ранлива, се осеќав ранлива. Дали се сеќавате на првите ваши искуства, на првата менструација? Јана еве од Јана пасања, да речеме. Мислам, овие работи што ги спомна се исто така дел од студијата. Голем број на девојчиња така се чувствуваат за време на нивната прва менструација. Мојата лична приказна не е ништо фасцинантна, дури не се ни сеќавам толку многу.
Знам дека така добив околу 12 години, па долго време немав така нешто течаја тие работи, меѓутоа бидејќи се бавев со спорт долго време од мојата младост, што веќе не не е случај. Многу од девојките со кои што заедно бевме нели во овие спортски активности се жалеа на болки, вклучително јас. Мојата меморија за кога бев мала поврзана со менструацијата се страшни болки. И тоа ми беше хорор, поготово нели кога треба да се спортува, да се оди на надпревар, да се патува, многу често патував, отсуствував од училишта. И од училиште имам отсуствувано баш поради менструални болки, така што мојата меморија со менструација како мала е со обилни крварења и со многу болки. Јас ако може само ќе се надоврзам на Јана, оно што го зборува таа мимо личното искуство. Е таа една студија, 2 студии што ги имаат они правено и да кажеме од овој тип во Македонија можеби единствени, кај што нели имаат испитаници од средно школа, адолесцентни девојки и кога ги читав податоците што се јавуваат тамо, дури и мене како гинеколог, да кажеме вака на парче хартија ставени, ме фрапираа затоа што грото од девојките тамо, а и на светско ниво после тоа побарав податоци, де факто отсуствуваат 40% од девојчињата од 1 до 3 дена отсуствуваат од училиште и од своите секојдневни активности, апропо болките што ги чувствуваат или нелагодноста што им ја дава таа менструација. Значи, тоа не треба да биде така. Мислам, воопшто, затоа што значи, секој месец од 1 до 3 дена да се отсуствува од нормалните активности, не иде во прилог на, нели, на она нормално функционирање секојдневно. Некои нема да имаат болки, тоа е многу мал процент, значи, да кажеме, некои повеќе ќе имаат така наречени дисменореични тегоби во текот на менструацијата, некои 80% ќе имаат од девојките или жените предменструални симптоми, еден или повеќе кои што се јавуваат, можеме да зборуваме и кои се тие. А некои девојки ќе добијат менструација прва и таа ќе трае долго време, 15 до 20 дена. Замислете едно девојче кое што нели се уште како тоа што кажа шок, ти, да. дека не ги знае, се уште не знае што се случува со телото, а го има овој момент проблем на долго траење на менструација. Значи секоја девојка, секоја девојче, секоја жена индивидуално сите различно го искусуваат тоа прво добивање на менструација. Но ако некои работи се познати како факти, како едукација, како учење за тие некои работи и во училиштето, и во домашни услови, мислам дека полесно ќе транзитираат и ќе поминат во тој еден прекрасен период каде што девојчето всушност станува жена и е способна да се репродуцира. Значи тој момент. Се ние зборуваме за некаков просек, а истражувањата покажуваат дека таа граница е малце поместена и дека имаме и девојчиња кои што на 9 години ја добиваат првата менструација. Тоа е просто како на тоа дете ќе му објасниш, значи затоа е толку важно да има информации, да има психолошка поддршка и во самото училиште, затоа што тоа може да се случи и во школа. Така и тоа додека од првите одделенија, од второ одделение, од трето одделение треба да се почне. Да, само сакав се извинувам, Искра, Сања од Преска. Сакам да за првата дадам менструација за Не за првата. Да, мислам секако дека се наметна овој научен пристап за менструацијата. Да кажам за мојата прва менструација. Како се чувствуваше првиот пат? Јас бев многу палаво дете, не ги сваќав работите многу сериозно, ама ова со менструацијата ми беше шок. Кога прв пат видов крв и онака, што е ова? Дојде баба ми и мајка ми објаснија што е ова, што? Секој месец како? Значи, не се сеќавам што ми зборува, но знам дека на еден многу начин ми објаснија што тоа значи. Ама она кое што јас се сеќавам е како јас го доживеав менструацијата како женски феномен кој што ќе го носам, ќе го имам уште 450 пати во својот живот. Леле 450 пати. Добра статистика. Читав една студија кога ја спремавме Хеда Габлер, затоа што е така доста сензитивна тема, дека жената во својот живот има 450 пати менструален циклус. Тоа се тие 30 на години кои што ние тоа го имаме израчунато во пари, Во колку пари, кошта. колку плати месечни, така да. Да, И мене тоа ми беше 7 години крварење. Да. И мене тоа ми беше онака како баш како шок. Што? Крварам, што, како, и некако доживував, а многу сакав да се ги визуализирам работиве, што е тоа што ми се случува внатре.
као некои зверчиња кои што во одреден период почињаат да се играт и да растураат внатре све, однаш кога ќе ми пуштат крв, знаете, кога ќе те повреди некој вака, кога ќе ти изгребе за кожа, кога ќе пушта крв, тоа е тоа. И сега зверовите внатре треба да се смират. Сега сум јас во оние смирени зверови, само што заврши мојата менструација, така што јас сум во најдобра состојба сите вас овде. Иако морам да кажам дека она кое што мене лично како искуство низ животот ми направило проблем не е само таа физиолошка манифестација на менструацијата, туку и психичката манифестација на сите тие прогестерони и естрогени и како Сања, тие токму влијаат тоа на- сакав да те прашам, бидејќи твојата професија, јавна професија, актерство, прилично значи и од ментален аспект, и од психолошки аспект, и од физички аспект е прилично захтевна професија. Што значи да се биде на сцена? Еве, спомнах Хеда Габлер, тоа е твојата последна представа во која што имаш главна улога. Прилично тешка тема. Една од најтешките Да, женски патриархалниот викови. притисок, жените, траумата, стереотипите и така натаму. Што значи значи како тебе ти влијае просто менструалниот циклус за твојата актерска професија? Влијае тешко затоа што многу често знам кога ќе си го видам менструалниот календар да го прегледам и репертоарниот календар за да видам во која состојба, која представа играм и како ќе треба психички да се спремам за тоа, затоа што некако низ годините многу точно знам да детектирам, односно детектирав кога што ми се случува. И пак кажувам дека јас поише проблеми, освен што сум имала сериозни болки при добивање на менструација и пробивање на менструација, имам и сериозни психички проблеми и тоа она што го кажува Јана, тоа отворено го кажувам, нека кажувам луда или луда сум. Овие 3 дена имам нерационално објаснување затоа што имам хормони кои што ме надвладуваат мене и мојата рација и кои што не можам да ги контролирам. И сум апсолутно свесна за тоа и гледам луѓето околу мене да бидат свесни за тоа. Али прилично е тешко кога во одредена психичка или физиолошка промена на телото треба да излезеш на сцена затоа што публиката не е свесна со што се справуваш ти и не можам јас на публиката да ја кажам извинете, имам добиено, извинете, во овулација сум имам такви проблеми, извинете, имам предменструална дисфорија и не знам што да правам со себе. Значи кажам дека она што го предизвикуваат тие хормони во оној менструален циклус, кај мене се на едно многу посериозно ниво. Реалност значи, е не се тоа. тоа, и тоа не се, значи и не мислам дека ние треба мислам дека треба малце поотворено да збориме. Оние кои ќе кажат луда си, луди сме. Луди сме заради тоа и тоа и тоа. И при тоа не можем, тоа е нешто кое што ние не можеме да го контролираме како жени. Важно е да се отвараат овие прашања, нели да се пробива таа менструална стигма, да се зборува за менструална правда и нели што е можно повеќе да се крева јавната свест за овие прашања затоа што тоа е просто се работи за половина од светската популација, жените, кои што минуваат низ различни манифестации, различни психолошки. Јас би се вратила кај Сања. Кај незините проблеми со менструација од стручен аспект, ако може. Секако, да. Тоа што го зборавме претходно, значи секоја една жена ќе почувствува некој од симптомите, можеме и да ги спомнеме, значи може да биде од најобична главоболка, оттеченост, осетливост на градите, надуеност на стомакот, проблеми со идење во веце во смисла неможност или пречесто идење, грчеви во мускулите, Болки во коските, во половината, значи секоја една жена знае да си ги објасни тие. Дали ќе бидат тоа акни или тоа нерасположение психолошките во смисла на депресија и сето тоа. Но има момент каде тука настапува информираноста и самосвесноста, а и оној момент комуникацијата со својот доктор или гинеколог, каде што, ако дел од овие симптоми знаеме дека почнуваат неколку дена пред настапувањето на менструацијата и им ги дадовме како одговорност на наглиот пат на естрогенот и на прогестеронот, и знаеме дека со добивањето на менструација 3 дена сме луди и ќе престанат, тогаш некаде до тука влегува во таа слика на предменструален синдром, да кажеме клинички. Но, ако тие симптоми не можат да ја дозволат да ја представата да ја одглуми или да работи или утакмицата да ја изигра или јас да изоперирам во сала, значи тогаш кај некој процент од жените се тоа, да кажеме од 3 до 8% се јавува
научно е докажано, се вика предменструален дисфоричен синдром, тогаш девојката, жената, се јавува на својот лекар и постојат одредени модалитети кои што ќе помогнат за да се помине тоа и да има нормално функционирање. Кај обичните предменструални симптоми доволно е да кажеме, вика, вежбање, ендорфини. Значи да порасна ендорфини да се лачат за да и расположението да се подобри. Значи тука влегува не е само ноншалантно кажано вежбањето дека треба да се направи, промените во исхрана, одредени хранливи состојки, де факто имаат состојки кои што ќе помогнат полесно да се поминат. Кој конкретно, например, во Има, однос на например, има исхраната? научно докажано во смисла на минерални, сега ќе кажам и додатоци калциумот и Б витамините. Има одредени испитувања за омега-3 масните киселини, Д витаминот, магнезиумот дека помагаат. Али да, зрнести, јаткасти, овоше, зеленчук помагаат. Исто така и една балансирана исхрана, престанување со пушење. Значи, тие не се предизвикувачи на пременструалните симптоми, тие можат само да ги влошат, да кажеме, пушењето, нездравиот живот, нездравиот сон и тие работи. Но, ако се работи за ваква промена која што не функционира жената, тогаш има одредена терапија. Дали ќе биде тоа со употреба на контрацептивна терапија, значи хормонална, понатаму и антидепресиви се користат во овие моменти. Но, постои помош на кој што жената значи се јавува на својот лекар и може да функционира. Не може да се каже во смисла не знам, еве тие 3 дена се такви, а и она што иде у контекст ти си жена, ти тоа треба да го истрпиш и ти треба со тоа да го да функционираш. Не, значи треба да се има главната информација и да се побара помош онаму каде што треба да се побара помош. Треба да се, значи, да се надоврзам само на Искра. Треба да се следат и да се детектираат промените кај себе, дури да се запишува. Јас, значи, кога сум почувствувала дека имам некакви промени во одреден, значи, да речеме и несоницата е дел во периодот на мојата овулација и на добивањето на менструација. И сегаш кога ќе си ги запишувам, сваќам дека и тоа траеше процес на неколку одреден период каде што ги испитував промените на своето тело и кога се предизвикани и зошто се предизвикани, за да знам да најдам помош каде да се обратам. И тоа што го кажу Искра, после значи имаме помош со психолог или разговарам кој што психологот со мојот гинеколог, значи едноставно жената или девојката треба да ги следи промените, затоа што јас сакам да се грижам за своето здравје. Да, јас сватив дека не се осеќам убаво во периодот на овулација и во периодот на преддобивањето на менструација и да, јас морав да побарам помош за да можам да функционирам како Тоа е бележењето, нели, на менструалниот циклус и овие сите апликации што се сега што ги има. Се доста корисни. Значи, едно е првен да станеме свесни за какви промени се случуваат во телото, али најчесто употреба на апликациите е да се разбереме, нели, прозорецот на плодни денови, во смисла сакање да се остане трудна или не сакање да се избегне несакана бременост. Но кога ќе ги бележиме и ќе го менструалниот циклус ќе се евидентираат промените што се настануваат, вие ќе имате еден севкупен увид во сопственото здравје и оној момент да се јавите на својот доктор за помош ако треба или било што друго. Иако убедена сум дека најголем дел од жените не толку внимателно, односно тие ги доживуваат и ги преживуваат сите симптоми и ПМС и целите, значи цел тој корпус на промени во телото кои што се случуваат во рамките на еден менструален циклус, но не сум сигурна дека сите ги имаат потребните информации што може се да направат за да си помогнат, значи каква поддршка може да добијат и од медицински аспект и од психолошки аспект и тоа да речеме ревносно следење на промените во сопственото тело. Јана повели. Тоа сакав да кажам дека сите овие превентивни наши однесувања кои би требало да ги правиме во тие периоди, треба да сватиме дека за некои жени се луксус. Ние имаме жени на своите работни места, например текстилните работнички на кои што лимитирани се одењата во тоалет, каде што може да смени влушка. Или достапноста на тоалет. Или да не зборуваме нели па за тоа како таа се чувствува. Така што да, секогаш има начини како да се ублажат сите тие работи, меѓутоа треба како општество на глобално ниво, Искра многу пати кажа и тоа е точно, на глобално ниво да се знаат овие работи дека во таквото окружување, во тие системи општествени во кои што живееме, треба да се свати со што се соочуваме на ментално ниво, социјално ниво, биолошко ниво, за да биде поприфатливо нели за сите.
Јас Не мислам- секоја жена нели може да си приушти да Многу пати зборуваме од некаква привилегирана позиција, така. но сепак ќе речам, сите ние кои што имаме можност да сме гласни, кои што не се плашиме, нели кои што сме го пронашле просто својот глас и сакаме некогаш да ги застапуваме и по слабите и по обезмакените, треба да зборуваме и да ги повторуваме овие важни Знаете, аспекти. ова е ефектот кој што овие подкасти ќе го имаат врз публиката, Именно. затоа што можеби некоја жена ќе го види подкастот и ќе забележи кај себе некакви симптоми, некакви манифестации кои што претходно не си можела да ги објасни или не знаела од што и се предизвикани, па ќе можеби ќе побара некаква помош. Без разлика со што помошта би била луксус за неа, него сакам да кажам дека можеби ќе поттикне да обрне повеќе внимание за своето здравје за време на дека нејзините промени се предизвикани од менструалниот циклус, а не заради некоја друга причина. Значи повторно ќе дојдеме до заклучок колку е клучна едукацијата на темата за менструалното здравје. Искра, само малку сакам Јана да ни одговори во однос на студијата која што е работена, бидејќи е навистина прва од овој тип во Македонија. Значи Јана, ти си уредничка на сеопфатната студија за пристап до менструална хигиена во Македонија за проценки на состојбите нели со менструалната сиромаштија и препораки за некакво напредување на политиките. Истражувањето го правевте долго. Кои се фрапантните податоци до кои што дојдовте на терен? Така, мислам мал вовет, истражувањето е од 2020-2021 година, го правевме со реактор истражување во акција и со период Скопје. Направени се две анкети, едната е за полнолетни лица и во суштина во просек 28 години се нели испитаниците кои што се вкупно на број околу 2600. И другата анкета е правена во средните училишта низ целата држава, значи сите региони се опфатени со ова истражување. Од вкупно 307 ученички во средните училишта низ целата држава има многу интересни клучни наоди, цела низа, јас може да спомнам неколку од оваа првата анкета. Е важно да се спомне дека се користат влошките најмногу нели како менструални продукти. Уште тој податок околу 90% да, дека 91%, што може треба да размислуваме во насока на тоа да се промени малку во полза нели на животната средина, да имаме некои навики за реупотребливи продукти за менаџирање на менструалната ова отвара една цела тема за менструалните чашки и други реупотребливи нели менструални производи. Меѓутоа, не сме да се инсистира директно на ваква промена, затоа што не многу жени и девојки може да си приуштат да си купат менструални чашки, иако економски се поисплатливи, меѓутоа во моментот можеби не може да ги набават, но и не само тоа. Самото поставување на чашките треба да следи со еден едукативен пакет. Не може туку така само дај ги чашките на 12 годишно девојче или 13-14 годишно Тука девојче. повторно е важно позицијата од која ќе се отвори проблемот, бидејќи на некој начин една жена или една девојка која веќе има некакви нели предизвици со менструалниот циклус, кога се наметнува користење на такви менструални чашки кои што се разбира одат во прилог на здравата животна средина, тој еколошки концепт, сепак треба да не се почувствува некаква секундарна виктимизација, би рекла, на самата девојка, да не се чувствува виновна ако не може да ја купи таа менструална чашка или не знае како да ја употреби или просто нејзиното тело ја отфрла на некој начин, не се чувствува пријатно ако ја користи. Да. Да. И затоа всушност ни Бидејќи треба податокот дека 91% од жените и девојките се уште користат влошки, навистина тоа е една голема бројка, затоа мислам дека многу суптилно треба да се поставуваат овие теми. Меѓутоа не треба ни ние да се чувствуваме виновни што ги користиме влошките. Сепак тоа е тоа е нешто што ни е најдостапно и наједноставно, наједноставно за користење и затоа исто така и пелените се веќе кога гледаме така и пелените се проблем. Затоа можеби полека со бебешки чекори треба во овие работи некако веќе да се менуваат. Мислам дека и производителите и компаниите треба веќе да почнуваат да ги менуваат нели своите практики и да произведуваат нови производи кои што ќе се користат нели во повеќе кратна употреба кои што ќе бидат. Потоа сега да се вратиме на клучните наоди. Скоро 40% одговориле од тие 2600 луѓе дека купуваат поевтини производи. Значи тука не е ова индикатор дека и така како имаме во Македонија менструална сиромаштија. И ова оди во прилог на она што ДМ како компанија го прави, нели намалување на цените на јеса улошките да бидат секогаш поволни, да може да бидат достапни за луѓе од различни социјални слоеви.
Тоа беше Бидејќи економскиот аспект е исто така голем важен проблем во нашето општество. Така, тоа беше всушност и една од нашите вкупно 9 на број препораки, тие се нели дел од самата студија. Една од препораките беше или целосно да се исклучи даночната обврска нели од 18% или да се намали на 5%, и тоа се случи во јануари 2024 со одлука на влада се намали процентот на 5%, а некои од општествено одговорни компании како ДМ ги намалија и дополнително цените на своите продукти. Сега тоа што е интересно во однос на болката. 71% од анкетираните жени одговориле дека користат лекарства за менструална болка. Значи 71%. Тоа е висок не процент. треба да се занемари. Потоа дека отсуствуваат, секоја четврта жена или девојка отсуствувала од работа поради менструални болки. И болката ја оцениле 50% како силна или многу силна. Потоа се чувствувале збунето кога ја добиле нивната прва менструација, не само збунето, туку и засрамено, уплашено и така натаму. И тоа се надоврзува и на моментот каде што нели нашето општество ги учи девојките дека е срамота, нели, да се има дамки од менструација или ако ти протече на облеката, и 53% одговориле дека се чувствуваат нечисто кога ќе имаат менструација. Тоа е повторно еден висок процент. Да. Исто така 40% ги кријат влошките, ги криеле влошките да не се видат, нели, кога треба да дадеш на пријателка и така натаму или во продавница. Ако ги носиш само така, секогаш ќе те прашаат дали ти треба кеса, тоа што претходно го спомна и Искра. И тоа дека голем број одговорија за недостапноста на јавни тоалети. Ние немаме јавни тоалети во Скопје, а камоли во другите градови. Навистина треба да се инсистира барем во училиштата, во јавните образовни институции, да има тоалети во кои што една жена или девојче ќе може достоинствено да се ја менаџира. Тоа е еден од аспектите на она за што говориме, менструална сиромаштија, но генерално темите за менструално здравје, и уште еднаш сакам да повторам и да ги охрабрам и да ги поттикнам сите индивидуалци, па и колективи, различни организации и иницијативи кои што истражуваат, работат и активно действуваат на ова поле за женското здравје, да споделим уште една информација, односно да повторно информацијата дека во 2024 година повторно е отворен конкурсот за проекти на ДМ, кој што ќе трае до 4 август, и дека на истиот ќе може да се изберат проекти кои што ќе бидат поддржани, се што оди во прилог нели на подобрување на состојбите со менструалното и репродуктивното здравје на жените. Така што сите ве охрабрувам и сите оние кои што не слушаат во моментов на овој подкаст дека тој конкурс ќе биде всушност отворен до 4 август, па да може да... Јас сакав да додадам дека е многу важно и вакви општествено одговорни компании да имаат вакви активности. Не нужно некоја фирма која што се занимава конкретно со продажба на ваквите производи, меѓутоа секоја друга може да пристапат до граѓанските организации кои што се занимаваат со овие прашања, нели, затоа што таму се експертите, таму се тие кои што се занимаваат со темите и најдобро знаат како да се утилизираат тие средства, и мислам дека ова е добра практика на ДМ и мислам дека треба се повеќе компании да преземаат вакви добри практики и да ги имплементираат. Добро. Може би те прекина во дел од истражувањата или... Па не, тоа всушност јас сакав да додадам дека сет на препораки излегоа како дел од ова студија, која што е доста се референцира често, што нас не радува. Се референцира во однос на состојбите со менструалната сиромаштија, иако ние како организација сакаме да го избегнуваме тој поим, затоа што дополнително стигматизира и сакаме да користиме термин кој што некако ги опфаќа сите аспекти, а тоа е менструална правда. Менструална правда. Да, меѓутоа нели треба време за тоа да се вклучи во нашата комуникација, и тоа сакав да кажам, 9 препораки се вкупно на број, подобрување нели на состојбите во средните училишта, обезбедување на менструални продукти за оние на кои што најмногу им треба, потоа да се воведат различни политики во однос на сите низа министерства опфаќа нели оваа тема. Добро, можеме да се вратиме и на медицинските аспекти. Спомнавме преска и перименопауза и менопауза. Накратко само кои се првите препознатливи симптоми, да речеме. Јас само малце ќе се навратам, Добро. што
всушност јас многу се израдував кога ги прочитав овие две студии, пошто ние генерално кога читаме нели како стручни лица, читаме што се случува во другите земји поразвиени, од тие социјални, епидемиолошките аспекти и сите тие работи. Како доктор стручно знам, читам што би требало или кое е искуството што да се направи, али ова дава еден длабок податок во каква е состојбата на јавното здравје и менструалното здравје како едно фундаментално право на секоја една жена. Во однос на употребата, пошто ја напоменавте и дадовте акцент за менструални влошки, нели секакви средства имаме за користење, но тие се најдостапни, али има момент, да кажеме, и стручниот хигиенски аспект. Едно е едукацијата, незнаењето да се користат чашките или тампоните, затоа што сепак, нели, и начинот на одржување на таа менструална хигиена води некој ризик кон развивање на генитални или уринарни инфекции. Значи, тука е тој момент битен. Затоа можеби кога се отпочнува во првите години да се води, например, еден тип начин на грижа со влошки, па после како девојката е информирана и личните преференции и личните потреби кои би биле за користење на други типови, мимо ова што збориме за еколошкиот момент и аспект. Во однос на тоа што ме праша за перименопаузата и за менопаузата, значи зборевме веќе менопаузата кога настапува, али тоа е, да кажеме, еден предходи на таа менопауза, еден период од перименопауза, кој што може да трае 2, 5, 7, 8 години, кој што настапуваат, додека настане таа менопауза и тој период постменопауза, што се вика. Зошто е тој битен? Некаде сретнав податок дека вика до 2025 година ќе има 1,2 билиони жени во постменопауза. Или, ако имаме во предвид фактот дека животниот век на луѓето се зголемува, а кај жените е повисок, повисок. кај жените, да кажеме, повисок, тој е него 83 години, а мажите 78. Така, да. Тогаш грижата за жената на незиното здравје по менопаузата е од есенцијално значење, нели? Сеопфатно за да се грижиме. Цела една група, значи тука нели може да се отвори темата за иџизмот, односно дискриминацијата на жените во однос на возраста и старењето, нели сите велат кога ќе ти заврши менструацијата веќе почнуваш да стареш и тоа се нели некакви чести сентенции кои што ги слушаме. За некој тогаш почнуваш животот. Да. Ама она што се случува всушност во организмот, она што е највпечатливо е што обично жените одат на лекари, се јавуваат за одредени некои симптоми кои што ги имаат и никако не е прво на листата дека се случуваат некои хормонални пореметувања кои што ги водат во некоја таа перименопаузална фаза, да кажеме, флуктуации што се случуваат, него едноставно ништо не е во ред со нив. Пак да запамтиме, како што е добивањето на менструација и менструалниот циклус, така и менопаузата е физиолошки процес или перименопаузата. А ќе се навратам на оно што го збореше Јана од нашиот претходен разговор. Тој период се случува од 45 до 55 години, да кажеме некоја средна вредност, од 50 до 52 години има. Во тој период жената е стварно е во пикот на својата кариера, одговорност према семејството, има деца, сопруг, значи домаќинство за кое што треба да се грижи, има работа каде што треба да се истакне, има години искуство пред себе, нели, кај што треба да има максимален перформанс и тука да може да ги извршува врските. А од друга страна има и постари родители. И родителите треба за нив, за таа семејство, предходното семејство, значи да се обично грижи. Обично на жената паѓа таа грижа. Обично секогаш паѓа на жена. Тоа жена. фактите и истражувањата го покажуваат дека грижата за децата и грижата за возрастните, конкретно родители кои да се возрастни луѓе, паѓа најчесто на грбот на жената. А во тој период настапуваат тие промени со дефицитот на естрогенот, кои што можат да влијаат на физички, да кажеме тие вазомоторни најпрвично симптоми кои што траат, психолошки, несоницата, депресијата, анксиозноста, во вазомоторните во смисла на оние ноќни потења, неможност на толерирање на топло, на ладно и на тие ствари, а после од друга страна идеме и на симптоми во смисла гинеколошки, нели, сувост, уринарните гоби, некои свидења во вез
деца, за на крај всушност да кажеме дека и тој дефицит на естроген всушност влијае за понатаму здравието. Тоест превентивно да се однесуваме во однос на остеопоротичните промени кои што може да се јават и фрактури, па ризикот зголемен во менопаузата за кардиоваскуларни заболувања, промени на значи зголемен ризик на диабет, за многу здравствени состојби кои што можат да се влошат или да се појават од кога ќе се изгуби менструацијата, а при тоа ги има сите овие обврски жената што треба да ги направи, а ќе живее подолго, а треба добро да живее во тој период. Затоа е многу битно да се препознаат тие симптоми на перименопауза, да се разговараат со својот доктор гинеколог, фактички која би била тука помошта од докторот. И како што беше и кај оние кај девојчињата во првите фази на добивање на менструација, де факто медикаментозната терапија или така наречената наша, нели, хормонална терапија. Тука е друго прашање. Стигмата и стравот од примање на хормони кај нашите пациентки и кај нашите доктори. Имаме и број на гинеколози замашни кои што не сакаат да даваат хормони. Но фактот е дека тие некои работи се решаваат, тоест можат да помогнат и ќе се решат со употреба на хормони. Јас верувам дека вака додека ве слушам дека успеваме да допреме до различни генерации, значи зборуваме нели за најмладите, за девојчињата, за девојките, она прва менструација, па сега и за жените кои што се во некаква позрела возраст, и дека сите овие информации и корисни совети ќе бидат, односно ќе допрат до поголема аудиториум. А пред хормоните секако мора да имаме еден однос према телото свое, значи хигиено-диететскиот режим во однос на исхраната. Има податок дека 50% од жените во таа 40 до 50 годишна возраст големуваат 10% од телесната тежина. Значи едно одржување на нормална телесна тежина. Ево го примерот. Ево го експлицитниот Сите пример. го имаме тој пример всушност. Да. Значи одржување на здрави навики за живот и после тоа нели ќе настапи оној момент, са не е се со апче дека се решава и се може да се реши, али тој еден пристап Сеопфатен пристап, така да. Да, грижа за себе Мислам највеќе. дека сите сме согласни колку се бројни, значи митовите, стереотипите, предрасудите кои што постојат околу женското здравје генерално, особено и околу менструалното здравје. И би сакала само некакви митови или можеби се делодни факти да ги прочитам, па ќе ги коментираме. Еве Сања, предлагам ќе почнем од тебе. Секоја жена има ПМС, да или не? Сте слушнале ли жени дека и немаат ПМС? Па, да, вајда. Мислам, имаат ПМС, само се манифестира на различен начин. Докторки, не ме гледајте така. Претпоставувам, затоа што тоа е еден процес кој што мора да се помине. Сега, дали е појак или посилен или како се манифестира е различно, али мислам дека е факт. Дека Добро, не мора со толку прецизни одговори со бодување. Младите девојки вели не смеат да ставаат тампони. Да или не? Кој е вашето мислење? Јас мислам дека смеат да стават тампони, јас многу. И докторката Јас што ќе бидам факт, јас ќе ги давам фактите. Факт чекер. Така, може да факт чек ќе бидам јас. Едно е, викаат статистиката дека околу 80% патат од предменструални синдроми, значи има 20% кои што не ги чувствуваат тие симптоми, да кажеме. Што значи дека сепак е факт зашто 80% е А во однос на користење на тампоните не постои дефинирана возраст кога може да се отпочне, така да тука поише во контекст на оно размислување имала немала сексуални односи или знае или не знае, премногу е мало девојчето за аплицирање на тампони, или оние што во 80-тите, 90-тите излегува податоци за тој токсичен синдром од тампоните, од една инфекција која што настанува, али највеќе би било во однос на личната преференција и потреба што ја има девојката во однос на користењето на тампони. И еве, ако доаѓам јас од имаме една професија која што е доста специфична и да речеме на сцена многу полесно можеш да се движиш и да ги правиш работите со тампон отколку или спортска активност. Или спортска активност или со, значи јас сум многу стрикна што постојат тампоните барем од во време на моето развивање, зашто знам дека ми за оние со физичка активност апсолутно дека се тампоните и конкретно поише за мојава професија, зашто јас онака прво не можам да се замислам да бидам совлушка на сцена за време на мојата менструација. И тоа е исто така интересно и дека во Америка најпрво тампоните се даваат како менструален продукт и може често тој да го видиме од нели
во филмската индустрија, каде што има тинеџерски приказни, секогаш тоа е темпон. Многу ретко е влошката во прашање. Они од многу мали ги уште од првата менструација користат тампони и мита кај нас всушност дека доколку не си имал сексуален однос дека не можеш да го користиш. Кај нас е мита и мите и девственоста глобално како концепт, меѓутоа за тоа во друга емисија. Да, и она е уште еден, се не знам, да, мита, она кој ќе ти кажат дека користењето на тампони не е хигиенско или е помалку хигиенско од користењето на влошки заради тоа што ти со тампонот не дозволуваш нечистата крв да излезе од организмот и сето тоа, ама сепак разбирам дека за да се еден производ кој што е наменет за едно женско здравје, за да се појави на пазарот, проаѓа низ еден научен процес за испитување за да се утвори дали нешто корисно или не, така што таквите митови дека као да сум добивала еве за тампони сум добивала затоа што кажам дека да користам исклучиво тампони, освен навечер, добивам као тоа ти предизвикува не знам какви инфекции, тампоните се лоши, онака каде да го прочитам тоа, зашто стварно немам сретнато таков еден податок, али тоа и од медицински аспект го објасни тоа дека да, поентата за да ги имаат податоците треба да се информираат. Треба повторно ќе се сведеме на едукација, информација, да. И уште една, дали е ова мит или факт, мораме ли да одмараме за време на циклусот или може да се вежба и колку физичка активност е дозволена? Па како што претпоставам дека е повторно индивидуално, дека е мит одморот, него дека вежбањето всушност нели ќе ни помогне. Сега не мора тоа да е, да кажеме, нели тешка физичка активност, али шетање, јога, техниките на јога дури помагаат во леснувањето на симптомите или техники на дишење одредени. Апсолутно, значи. На крајот на денот која како уме во периодот да се справи. Апсолутно, и кој како има и кој зашто е способен во тој Јана како етнолог и како антрополог, некаде пред крајот на оваа емисија би сакала да те прашам и каков бил односот кон менструирањето, значи кон менструацијата во минатото, бидејќи ние сега нели зборуваме цело време за современ контекст. Да. Па јас би рекла дека е еден вид на заблуда тоа што мислиме дека денес во современо општество во кое што живееме глобално, не само кај нас, дека сме ние нели многу информирани и еманципирани во врска со некои работи, а дотолку повеќе со женското здравје и со менструацијата. Всушност во нашата традицијска култура и подалеку има многу аспекти кои што се насочени баш на менструацијата. Конкретно кај нас во склопот на домот, тоа биле големи заедници каде што живееле нели од околу 5-6 фамилии, 30 души вкупно. Имало кружоци, жените кои се собирале, кога работеле некои домашни разни нели везење, домашни задачи, си ги раскажувале овие работи и тоа се пренесувало, значи се зборувало за менструацијата. И имало и начини како да се заштитат нели од болки и така натаму и што тоа значи. Така што не би требало да гледаме толку кон традицијските култури на тој начин. Во некои источни култури дури има и цели едни ритуали поврзани со првата менструација. Тоа е толку така иницијација, тоа е дел од корпусот на обреди кои што се нели поврзани со иницијацијата, ги има и кај момчињата за разни други нели аспекти од растењето, меѓутоа ги има и кај девојчињата и тие се видливи за машките членови нели на заедниците, така што во некои култури кои што нели западот ги смета за останати, за неразвиени, земји од трети свет и така натаму, многу отворено се зборува и се манифестираат сите овие поврзани феномени со животниот циклус. Јас се надам дека отворивме многу аспекти, на крај некако ќе сублимираме, со Јана ќе продолжиме како последно прашање за менструалната сиромаштија, односно конкретно колку чини менструалното здравје во Македонија, но би сакала само како некакви завршни зборови од сите гостинки. Иако е тешко нели да се направи заклучок на една тема која што опфаќа многу аспекти. Да, ама она е важно емоцијата која што треба да се, односно емотивниот начин на кој што треба да се искомуницира со жените, тоа е дека стварно не се сами, дека не се единствени, дека сите проаѓаме низ сите овие менструални проблеми од каков и тип да се, и дека за се има решение доколку отворено зборуваме за тоа. Тоа би било мојата порака. Искра, докторски или од личносен аспект ќе одиме сега на крај? Тоа мора да се заедно, нели? И од собственото мислење до научното.
Значи, жената е и младо девојче, дете, адолесцентка, значи во својот пат жена која што е работи, има семејство и жена која што се справува со здравствени проблеми или на одминување од нели фазата, да кажеме, на менструација или менопауза, или жена која што е во длабока старост. Сите овие имаат потреба до основни одредени информации во однос на нивното менструално или женско здравје, да ги добијат во секоја фаза од своите животи, во домашни услови, особено во образовните институции каде што го стекнуваат своето знаење и од своите матични лекари. Значи, потребно е за се да се разговара со сите, потребно е да се бараат решение за своите симптоми, не е решение жена или треба да се пати, или треба да си имаат болки, или треба да се издржи, напротив. И да се гледаат сите лични потреби и сваќања и на тој начин да се индивидуализира пристапот кон нивното здравје, да се води евиденција за исхраната, за спортските активности, за сите други аспекти од здравјето, не само женското здравје, и да се побара помош тогаш кога треба, да не се срами во било кој контекст и во однос на менструалното здравје, да се добие одредена терапија ако е потребна за решавање на одредените проблеми кои што може да се јават како ненормален менструален циклус или последици од промените на хормоните што настануваат. Благодарам. Јас би се надоврзала на она што го зборев, нели, традицијските култури во однос на, нели, западните општества и би сакала да го истакнам фактот дека во последниве 15 на години отворено се зборува за оваа тема. Претходно не сме можеле толку често, нели? Тоа било се behind the scenes, така на англиски да се изразам, западњачки. Меѓутоа е добро што пред се граѓанските организации отвараат, жените, активистките ги отвараат овие теми, се вршат истражувања. Јас сум многу горда што кај нас се успеа вакво истражување, ваква студија да се направи. Не многу земји може да се пофалат со тоа. И имаме добри практики. Имаме една Шкотска, имаме една Франција, каде што веќе се воведуваат политики конкретно поврзани со менструалната правда и имаме 28 мај меѓународен ден кој што одбележува менструалната хигиена и пристапот, нели, до таа менструална хигиена. Така што верувам дека многу може да се промени. Овој подкаст е дел од таквите промени и се радувам што се прават овие чекори. Колку да се... чини менструалното здравје сега сакам во да се Македонија? надоврзам во оваа студија ние која што ја изготвивме во 21 година, всушност е истражено дека жената во својот репродуктивен период, кој што, нели, веќе претходно кажавме од незината 12 до 52 годишна возраст од прилика, вкупно во просек троши околу 130.000 денари. Рековме околу 7 години вкупно дека тоа би било во време. Меѓутоа, ние исто така и направивме проекција и на трошоците кои што се предвидуваат за лекарствата против менструалните болки и тие се отприлика околу 70.000 денари, значи вкупно во својот репродуктивен период жената троши околу 130.000 денари, 200.000 денари, тоа е колку е отприлика 3.500 евра во својот репродуктивен период. И затоа треба да се прават политики за олеснување од економски аспект пред се за достапност до менструални продукти. Јас ке се навратам покрај сето тоа и од овој тип, значи оваа иницијатива, подкасти, јавни настапи, достапност, нели, со преку социјалните медиуми, исто еден вид на едукација и начин да ги добијат тие информации или да ги побараат тие информации. Многу ми е драго дека сите го препознавме значењето на овој подкаст, дека женски ритам кој што се грижа за женското здравје, обработуваме неколку теми, менструално здравје, физичко здравје, социјално здравје, ментално здравје и навистина сум ви благодарна што бевте искрени, што отворивме многу прашања и верувам дека дадовме некакви корисни совети за сите наши слушателки. Ви благодарам. Следи го собствениот ритам, ментална сила, социјален баланс, фитнес и уште многу други теми од женското здравје. Сега во ДМ подкастот Женски ритам.